Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте во Е-училница на часот по музичка култура за средно стручно образование. Јас сум Стојанче Иванов, вработен во средното стручно општинско училиште Кона Неделковски во Велес. Денеска ќе позборуваме за основни карактеристики на музичката традиција и обичаите во Република Македонија. Македонија спаѓа меѓу најбогатите музички ризници на Балканскиот полуостров и без низината етнологија не може да се комплетира европската и светската историја. Древните словени, кои се наши предци и пред населувањето на Балканот имале богат музички живот. Нивната музика била вокална и инструментална, а ја користеле во верскиот и општествениот живот. Од инструменти користени се кавалот, гајдата, зурлата, гуслата, тапанот и така натаму. Конените на македонското музичко творештво се испреплетени не само со општата култура на македонците, туку и со нивната долгогодишна борба за слобода и независност. Во првиот период ги среќаваме почетоците на црковната музика во Македонија, поврзани со дејноста на светите браќа Кирил и Методи. Нивниот превод на Светото писмо на славјански јазик ги поврзува метричките особини со обредните мелодии на византиците, од кои македонските славјани го примиле христијанството, а со него и неговата црковна музика. Влијанието на византиската музичка култура не се ограничува само на црковната музика, туку се проширува и на некои ритмички елементи и на мелодијата на македонскиот фолклор. За негување и ширење на музиката на Источно православната црква заслужни се Свети Климент и Свети Наум, кои во Охрид ја отвараат големата школа. Од Охридската школа излегле 3000 нивни ученици кои што работат по целиот Балкан и Византија. Овој период завршува со дејноста на еден од најпознатите византиски музичари со македонско потекло, тоа е Свети Јован Кукузел, за кој се верува дека живеел во 14 век. Вториот период го опфаќа времето на доаѓањето на турците на Балканот, од 14 век па се до денес. Представници на овој период се Наум Миладинов и Атанас Бадев. Третиот период во историјата на македонската музика го опфаќа времето помеѓу двете светски војни. Додека четвртиот период, воедно и последен период, го опфаќа времето од народно-ослободителната борба на македонскиот народ па се до денес. Најверодостојниот резултат од духовниот порив на народниот генеј, одрас на душата на македонскиот народ и музичката фолклорна традиција, како нераскинлив дел од духовноста, традиција која представува творечки континуитет, врска меѓу исконското, одминатото и сегашноста. Музичката фолклорна традиција е олицетворение во игрите, ората, особено во македонските народни песни, илјадници на број, испеани многу одамна, кои покрај тоа не се архаичен духовен продукт, некаков антиквитет со музиска вредност, туку пренесувана од колена на колена, која се уште живее и се негува во народот. Народните песни остануваат трајни извори за нови инспирации во уметничкото музичко творештво. Особено препознатливо е влијанието на македонскиот музички мелос во творештвото на цела плејада познати композитори, како што се Трајко Прокопиев, Стефан Гајдов, Тома Прошев, Властимир Николовски, Тодор Скаловски, Живко Фирфов, Сотир Голабовски, Томислав Зографски и многу други композитори. Натаму ќе продолжиме малку за песната и коренот на македонскиот народ. Постои општо мислење, што е сосема прифатливо во однос на нашата песнопојна традиција, дека најстари се песните поврзани со активности при собирање на природни плодови и храна. Така меѓу најстарите песни македонски спаѓаат пчеларските
кои се однесуваат на прибитумувањето на младите роеви пчели. Меѓу архаичните песни од паганско време, што се наречени обредно обичајни, спаѓаат и календарските машки коледарски песни, со кои во минатото се означувал крајот на годината, односно почетокот на новата година. Тоа било време што се разликувало од датумот на денешниот празник Коледе. За нашите предци новата година започнувала со почетокот на развојот и будењето на вегетацијата. Некаде кон почетокот на месец април, радувајќи се на новата година, луѓето истовремено правеле обреди за здравје, прескокнувајќи ги коледарските огништа. Меѓу паганските песни типичен е примерот на календарските женски додолски песни, што имаат функција на молба за дожд, што се постигнува преку имитативна магија поврзана со драмски елементи. Со магиски елементи е исполнето возвишувањето на плодноста кај ѓурѓовденските календарски песни. Ѓурѓовденскиот обичај е еден од најобременетите обреди за здравје на посевите и добитокот. Додека жетварските песни на определен начин осликуваат еден жетварски работен ден, бидејќи постојат песни со типично определени функции за повеќе моменти од денот, од тргнувањето на жетва до предвечерието, кога жетварите се враќаат кон дома со пеење. Тоа многу илустративно го потврдуваат првите стихови од песните Зажни ружо птизе, најнапреде, Изгреда јало јасно сонце, Пладнина мале тужнина и други. Свадбарските песни. Свадбарските песни не само што се најбројни меѓу сите обредно обичајни песни, туку заедно со соодветните обреди го представуваат највиталниот дел од македонската песнопојна традиција. Тоа е сосема нормално со оглед на фактот што свадбата како најважен момент во животот на секој човек и до ден денес е неизбежен чин што секоја единка го става во центарот на своите чувства. Но песни кои се непосредно поврзани за главниот дел од свадбата се така наречените каначки песни. Тоа се песни што се пеат пред куќата на секое покането семејство, а ги изведуваат девојки или помлади жени. Потоа скоро секој од поважните моменти на свадбата, како од страната на младоженецот, така и од страната на невестата, се проследени со соодветни песни. Како например, во Македонија без исклучок во сабота навечер се пее соодветна песна во моментот кога се меси погачата. Тоа се вика песна на месаријата. И така натаму. Меѓу песните што изразуваат посебно чувство на тага спаѓаат оние што се пеат во моментот на разделбата кога невестата се простува од домот и од најблиските. Во далечното минато, во тој момент на невестата и било дозволено слободно да се изнаплаче, но тоа плачење представувало посебен ритуал и се викало укање. И било неразделно поврзано со песна како што е, например, Вир се вири, девојкини двори и така натаму. И секако дека од македонските народни песни и од македонскиот фолклор најбројни се и најактуелни љубовните песни. Тие всушност се развивале во континуитет дури од далечното време на обредната лирика. Од друга страна, љубовната градска лирика имала исклучителна привилегија во својот развој. Поради тоа што истиот вид истовремено бил меѓу најактуелните и во повеќе други песнопојни традиции во соседството и подалеку од него. Кога се зборува за доминантната масовност на љубовните песни, треба посебно да се подлече дека не станува збор за некој строго издвоен вид песни, туку се работи баш за спротивното, за песни чија основна мотивација е љубовта, која пак представувала повод за испејување голем број револуционерни, печалбарски и други видови на песни, создавани во градските средини. Драги ученици, за денеска тоа беше се од мене. Се гледаме во нареден час во училница.